Најмалку до крајот на годината цените нема да се смират и вратоломи ќе има. Инфлацијата ќе биде присутна секаде, а очекувањата дека низиниот пик ќе биде во пролетта ги пропадна војната во Украина, потенцираат економистите. Основен инфлацијски двигател во цела Европа се цените на енергенсите, но сега неа силно ја мотивираат и цената на храната и индустријските стоки. Дефинитивно, инфлацијата кај нас е резултат на надворешни фактори и таа е увезена, изјави премиерот Димитар Ковачевски. Поради ова, основното прашање за економистите сега е како да се влијае на инфлацијата, а при тоа да не и се наштити на економијата. Инфлацијата што сега ја имаме, таа се движи околу 8,5%, таа е увезена инфлација. Ние на оваа инфлација малку можеме да влијаеме, да ја скротиме, како што викате, бидејќи таа е предизвикана од надворешни фактори. Значи, тука многу малку можеме да влијаеме, единствено можеме да искористиме некои внатрешни резерви во намалување на трошците на производство, но генерално во овој момент многу малку можеме да влијаеме на инфлацијата. Во Германија, на пример, владата реши секој вработен да добие по 300, примателите на социјалната помош 200, а секое дете во домаќинството по 100 евра. Полска се одлучи за намалување на даноците, а другите предлагаат намалување на придонесите, за да можат работодавачите да ги покачат платите. Во услови кога сите бараат пари за да се спасуваат, елементарното прашање е од каде толку пари? Прашање кое за економистите и не е толку тешко. Еве зошто. Зголемувањето на цените во еден сегмент го зголемува и можноста на државата да прибира повеќе пари по основ на ДДЕ, бидејќи нели цените се повисоки. Меѓутоа, од друга страна, треба да бидеме многу внимателни, мајќи во предвид дека зголемувањето на цените де факто влие врз намалување на финалната потрошувачка на домакинствата. Тоа што го гледаме во моментот, во првите 3 месеци, државата има висок степен на реализација на планираниот буџетски дефицит. Главните команди за инфлацијата се во раците на централните европски и светски банки, кои ја контролираат глобалната економска политика и од чии одлуки практично зависи се, без при тоа да се намали ефектот од домашната економско-политичка стратегија.